Требош, 11 ноември 2001 година. Во ноември 2001 година, помеѓу селата Требош и Непроштено во Тетовско е откриена и пронајдена масовна гробница, во која се претпоставувало дека се закопани етнички македонци, цивили убиени од терористичката група на УЧК. На 11 ноември, единицата за брза интервенција Лавови добила задача со околу 60 нејзини припадници од базата во касарната Еребино да тргне кон селото Требош и да ја обезбедат гробницата за нејзино откопување, кое требало да се одржи следниот ден. Конвојот на единицата вечерта пристигнува во регионот. Истиот бил предводен од теренско полициско возило Лада Нива. Во 19 часот конвојот се наоѓа во близина на селото Требош, кога ненајдено од спротивна страна од заседа е отворен оган од автоматско оружје кон првото возило на конвојот, во кое загинува еден припадник на единицата Лавови. Терористите биле добро утврдени и засолнати во ров и бункер, откаде што со граната и рачен ракетен фрлач го погодуваат и второто возило во конвојот, оклопен транспортер БТР-70, во кој загинуваат уште двајца припадници на единицата. По ненајдениот напад, единицата веднаш се распоредува и започнува со борба против терористите, но по кратката борба истите бегаат во правец кон селото Требош. Следниот ден, единицата за брза интервенција Лавови со побројна формација се упатува кон районот на селото Требош, ги обезбедува патните правци и почнува со чистење на тој дел од територијата. Кукавичката заседа во околината на тетовското село Требош на 11 ноември е последен вооружен напад во кој загинуваат припадници на македонските вооружени сили во војната во 2001 година. На патот од кој никогаш нема да се вратат, заминуваат. Драго Маневски, 35 години. Оливер Петрушевски, 23 години. Бобан Трпков, 33 години. Бранителите својот живот го дадоа за својот народ и својата татковина. Овој крвав злочин не може и не смее да се заборави. Нека нивната храброст одекне во срцата на идните поколенија. Вечна им слава!